Владко Стефановски, добар ден. Добар ден. Благодарам многу за можноста да разговараме со вас. Благодарам на поканата. Честитки за јубилеот што предстои, одбележуваш 50 години на музичката сцена, сериозна бројка, морам да признам. Сите тоа едноставно го сваќаат како така, јасно е тоа. Што треба се да направи Владко Стефановски за да ги собере овие 50 години во еден концерт, за да ја представи својата дејност за овие 5 децении? Што све правиш овој период? Ја не правам, не се архивирам сами од себе си, не се враќам прецизно на сето на што сум го работел. Јас се враќам некои значајни точки, некои значајни numери, ги свирам постојано и не се занимавам толку со педантна анализа на тоа што сум го правил. Имам толку многу необјавени материјали, имам толку многу снимки на разноразни формати, имам толку многу архива голема со печатени материјали, со писма, со се и се што и од време на време ме фаќа, имам страшна потреба да расчистам некако, ама од друга страна жал ми е да фрлам некои работи кои можеби на некому еден ден може да ќе им значат на моите деца, на моите внуци, веројатно нешто ќе им значи тоа што. Ама од друга страна толку е апсурдно тоа собирање, праење архива и собирање на разноразни материјали. Тоа е апсурдно, затоа што ние луѓето сме смртни и уствари архивирање е уствари докажување дека си жив. Тоа е доказ дека еве сум бил жив и 76-та, 79-та, 81-та, 91-та, 2003-та, 2005-та. Тоа е се некаква потреба за да се чепне вечноста некако, што знам. Така. Тоа се, да. Неколку работи, клучни зборови спомна што инаку сакам во текот на овој разговор да ги поставам, но и јас кога зборувавме најавив дека сакам да го спакуваме твојата кариера, 50 години творештво во овие 30 минути интервју, што е речиси невозможна работа како невозможно. Да, но сепак еве да почнеме. Произлегуваш од семејство кое има длабоки корени, кое е вкоренето во нешто што значи духовност, во нешто што значи култура, театар, музика и така натаму. Но ајде што беше тригерот што тебе те натера да избереш музиката како средство за израз? Не можам да знам. Дете или човек или млад човек или тинејџер кога е млад прави несвесни одлуки. Не можам до крај да знам нити зашто упишав англиски јазик да студирам, нити зашто фатив да свирам гитара. Некако те води некоја сила за која не си многу свесен. Енергија, некои хормони, некој тестостерон, некој адреналин, нешто те тера да се фатиш за нешто. А од друга страна, мислам дека е фаќање за гитара или фаќање за музика е спас од секојдневниот од ефемерност, од секојдневие, од досада, од монотонија. Кој ќе почнеш да влегуваш во светот на музиката, стануваш јавен фантазер некако. Имаш право да фантазираш. Ако фантазираш многу на клупа у парк, ќе ти рече да ти се занесуваш. А ако земеш гитара, можеби тоа звучи малку по-нормално и по-корисно. Можеш некоја песна да напишеш ако се патиш за гитара. А ако фантазираш на клупа, можеш или да медитираш или да паднеш во депресија. Мислам, во зависност од тоа зашто фантазираш. Да, но секако во твојата кариера, јас сум отприлика твој врсник, да речеме, има моменти што во кои сега ќе тргнам од мојата позиција, се совпаѓаа некако интересите во однос на музиката, во однос на некакви културна потреба која треба да ја задоволиме и така натаму. Јас учев во гимназијата Ѓорги Димитров, каде што учеше и ти. И се сеќавам на првите ваши настапи на таа сцена што беше во салата за приредби на Ѓорги Димитров и тогаш во Скопје, значи од она што беше некаква сцена музичка и така натаму, да ги спомнам само Тор и да речеме групата Пу.
ако Тор беше нешто што беше нака тврд, рок-н-рол, хард рок, некој Соаки Рахимовски, неговиот препознатив глас и настап на сцената, по некаква по-популарна, по-мейнстрим, поп музика, нешто така, се појавивте вие и ние наеднаш почнавме да зборуваме, во нашите разговори почна да се зборува за джез рок, за некакви други правци. Мислам дека тоа беше и тоа е нешто во твојата кариера што те движеше напред, постојано да истражуваш, постојано да бараш нешто друго во нешто што е веќе стандардизирано. Дали се согласуваш тоа? Дали Скопје, се согласувам, да. Скопје беше многу интересна средина во 70-тите години. Многу интересна во културен смисол. Во Скопје се слушаше поинаква музика отколку во остатокот од Југославија. Скопје секогаш, сега се наоѓаме во Тафталиџе. Тафталиџе е фанк ориентирана, како да кажам, како култура на времето, не зборам сега. Живеевме во бараки. Бараките знаеш како многу подобро звучи барака отколку стан. Кога ќе пуштиш музика во барака, акустиката е многу подобра отколку ако живееш во стан. Бетонските зидови звонат непријатно. И како сакаш има и хајфи уред, нема да ти звучи така добро во стан колку што звучи во барака. И ние во нашите бараки се такмичевме кој ќе има подобар аудио систем и кој ќе има подобра колекција на плочи. Ги знам точно ликовите. Тука ако тргнам па до Ѓорѓе Димитров и околу, ги знам ликовите и ден денеска се живи и здрави и ден денеска се фанатици во слушање музика. Скопје слушаше фјужн. Скопје ги слушаше Махавишна оркестра, Чик Кореа, Алан Холсворт. Скопје слушаше поинаква музика од остатокот на Југославија. И токму тоа, ја размислував за тие работи, зошто ние, како тој Лебисол така прозвуче. Тоа е плод на некоја музика која се слушала тука во околината, во воздухот била. Јас знам тие бендови што ги спомна, Тор, Пу. Ние се среќававме пред Ванила. И тука се разменуваа мислења, се разменуваа плочи. Кој што слуша, имаше дури дебати кој е подобар гитарист, кој е подобар басист, кој плоча е подобра од која, кој бенд е подобар од Deep Purple или Led Zeppelin. Мислам, стално имаше некакви тука дискусии. Да. И некој ова сега, иако не беше планирано да те прашам, но сепак ми е интересно како теза, ако Скопје беше некоја средина во која функционираше музиката, афинитетите, вкусовите за музиката беа такви, ми се чини дека во другите делови на тогашна Југославија, бидејќи нели бевме еден заеднички простор, некако си има свој музички амбиент или свој музички афинитет сите поголеми центри. Не знам, Белград е познат по новиот Бран, Словенија, Љубљана, од таму произлегува потврдиот панк, Лајбах и потврдите панк состои како панкарти, Лачни Франц. И пред Лајбах имаше, ние настапувавме заедно по фестивали со некои алтернативни групи како Бег на град, како добро, Септембар беа поише рок-н-рол. Ама во таа размена на Сараево беше, иако беше од Сараево дојдоа најголемите бендови, Биело дугме фактички, Индекси, огромни бендови. Сараево беше така поп-рок ориентирано повеќе. Скопје фјужн. Ние слушавме многу покомплицирана музика. Френк Запа и така натаму. Да. И сега, 5 децении творештво во музиката практично значи дека ти функционираше, се напојуваше со духот на музиката на тие децении. Од оние од 70-тите, 80-тите. Знаеш како, ја почнав да патувам релативно млад, почнав многу да патувам и ја тоа што сум го собрал како некакво искуство и како плочи, книги, средби, концерти, соработки, мислам тоа е моето богатство.
Јас сум сретнал скоро сите своји херои гитарски сум ги запознал лично. Кај мене дома бил Џон Маклафлин. Да. Мислам, јас се крстев во Махавишно и во Шакти и во таа музика. Доживеав Џон Маклафлин да дојде кај мене во студио. Ја бев најголем фан на Алан Холсворт. Доживеав да го запознам и да одам кај него во Сан Диего во Америка. Значи, Јан Акерман, човекот од кого учев, сум го успорувал плочите негови за да симнам некоја фраза. Јан Акерман ми беше 7 дена гостин, снимивме албум, блуз албум, Thunder from the Blue Sky. Сакам да ти кажам, мојата упорност, да не речам фанатичност, и огромна страст и љубов према музика ме одведе на разни страни на светот, од кај што собрав искуство. Јас сум свирал во публика ми бил во Лос Анџелес, во Ел Рей театарот. Во прв ред беше Енди Самерс, гитаристот на Полис. Кој со огромна почит го гледаше концертот мене и Мирослав Тадич. Сакам да ти кажам, мојата теза е, ако не е добро за цел свет, не е добро ни за дома. Така е, да. Тоа е мојата теза. Ако се бавиш со уметност или со творештво, било кое, ако не е добро подалеку од Табановце, не е добро ни за тука. Ние мора да тежиме да тежиме кон високи дострели. Вчера ја завршив книгата на Квинси Џонс. Квинси Џонс има напишано 12 ноти, 12 ноти, совети за живот и креативност. Фантастична книга. Така. Он вика да не целев многу високо, немаше да го постигнам и тоа што го постигнав. Се разбира, неговите дострели се нема понатаму. Неговите дострели се огромни. Најпродаваниот продуцент, мислам, аранжер, продуцент, оркестратор, диригент, се. Уредник на дискографска куќа, се. Значи, сакам да ти кажам... Така, сакам да кажам, да те прашам, ова се фантастични пораки за генерациите што те следат, за оние што доаѓаат и така натаму. Ако не целиш високо, значи, но сакам да те прашам, дали момчето од Тафталиџе сонуваше дека еден ден гостен ќе му биде Маклафлин? Или дали... Момчето од Тафталиџе доживеа некои работи кои уште ми се чуденка. Првата чуденка голема што ја доживев, вака, знак на чудење и прашалник. Кога свирев во Лондон 2013 со Лондонскиот симфониски оркестар, јас седев у гардероба пред концерт и викам, дали е ова можно? Ја почнав на клупа тука у Тафталиџе со акустична гитара и по дворој се моткавме, свиревме у разни, правевме бендои, наивни, немавме инструменти. Си викам, дали е можно ова момче од Тафталиџе, се гледам од страна себе си, да стигне до тука, без формално музичко образование. Втората чуденка ми се деси неодамна во Еби Роуд студиото во Лондон. 2 дена имав термин во Еби Роуд. Викам, ова не е можно. Нити самиот верувам, нити па син ми верува дека сме тамо. Во храмот на Битлс и во храмот на популарната музика по изминативе 70 години. И така да од време на време, викам, и самиот се чудам да некои работи кои ми се оствариле. Некои соништа кои станале реалност. Но ја ќе те прашам, мислам дека тоа не е доволно за да го објасниш како го постигна тој успех. Но ќе се обидам јас да го протолкувам тоа. Еве те познавам вака од нашата средина, не сме имале можност многу често да бидеме заедно да разговараме, но сепак имам една представа за тебе. Владко Стефановски од Тафталиџе, скромното момче или човек што е сега пред нас на прв поглед, е нешто друго кога ќе ја земе гитарата и кога ќе застане на сцената. Дали е точно тоа? Се надевам дека е точно, затоа што постојат две состојби на умот и на духот, алфа и бета. Ај се, нека ме исправат психијатрите или овие неуропсихијатрите ако грешам. Ама имаме алфа состојба на секојдневна комуникација, секојдневно поимање на нашата стварност. Имаме состојби на длабока медитација, имаме состојби на
на длабока занесен или висока занесеност, кога почнува нешто друго да работи. Ема на тоа друго треба да му дадеш слобода. Тоа е фантазијата, тоа е чепкање по несвесното. Сега, јас знам, Джими Хендрикс бил многу срамежлив во секојдневниот живот. Ама кој ќе застанал на сцена се претворал во монструм. Оган. Се претворал во природна сила. Так. Викаат, постојат гитаристи и постои Джими Хендрикс кој е force of nature, природна сила. Така што, дај Боже да е така. Ја не сакам многу да анализирам состојбата во која се наоѓам додека свирам. Јас си давам одушка на сите мои фантазии, на сите мои грижи, стравови, на некој начин со гитарата или со тој звук се обидувам да спасам душата на некој начин. А макар да или да им давам одушка и на демоните и на ангелите. Мораш да ги храниш и едните и другите. Го спомна студиото Abbey Road и јас сега ќе го спомнам нели последниот албум London Session. Дали тој албум е всушност немој да ме сватиш погрешно, твој тестамент. Ова сега го кажувам, ќе те прашам подосна и ќе барам извинување за едно прашање што ти го проставив пред 20 на години, но дали е тоа тестаментот, твојот тестамент за еднината, за генерациите, што доаѓаат ставен на винил, бидејќи таму нели гледаме еден преглед на твоето творештво од сите овие 5 децении. А токму тоа беше идејата. Да. Се надевам дека не е тестамент, се надевам дека ми стојат уште предизвици музички и уметнички. Прошетка низ она што сум го работел во изминатите 50 години. Тоа беше идејата и на Croatia Records, да отсвириме работи, да ги отсвириме во еден друг контекст. Знаеш што? За тие на кои им значи, првпат на македонски јазик е нешто отпеано во тоа студио. Во тоа студио снимала кралицата Елизабета, меѓу другото. И јас така и ги најавив. За првпат во Abbey Road студио на македонски ќе отпеам Кандилце. Да. И малку така цинично ги најавив. Викам, сега за првпат во Abbey Road студио Јовано Јованке ќе свириме. За мене тоа ми значи, и тоа многу ми значи, затоа што се чувствувам као некој, да сум освоил некој врв. Не мора да е Монт Еверест, али барем кораб. Знаеш, тоа се некои мали гестови или ситуации кои со тек на време само добиваат на значење. Сигурен сум во тоа. Да. И тоа, тестамент, окей, нека биде така. Прошетка низ мојот опус. Пикник низ мојот опус во сред Лондон. Така, окей. Таму навистина има, например, Бистра вода е класика за мене. Тоа е нешто што е неповторливо, нешто што е онака исклесано во камен и тоа е нешто совршено. Имајќи ги предвид и сите останати numери што се таму отсвирени со еден нов пристап, со еден нов поглед на тоа што било некојаш направено. Една од работите која те инспирирала или те мотивирала е народното творештво. Голем број од песните произлегуваат од некакви стандарди од народното творештво. Тоа беше она што е битно, не е тоа доволно да се каже само тоа. Мислам дека ти на тие стандарди, на тоа наше културно наследство му даваш една друга димензија, еден друг полет кој потоа ги слушаат и ги прифаќаат. Се надевам дека е така. Да. Па знаеш што, јас сум сигурен дека таа песна била популарна и без мене. Сега збориме за Јовано Јованке. Таа песна била позната и без мене. Ама сум сигурен дека свирејќи ја 50 години, дека сум ја направил многу популарна. И дека свирејќи го тој македонски фолклор, сум заразил многу луѓе надвор од Македонија да го истражуваат. Кој ќе го научи словенечкиот воен оркестар да свири 7 осмини, 11 осмини, 9 осмини, да го свири Калајджи Скоро, да го свири Учиме мајко кареме? Кој друг ќе ги научи тоа? Мислам, мене ми паднала таа благородна
или па сум си ја дал таа благородна мисија, да ги научам луѓето нешто што тие можеби не го знаат. Свирење блуз и свирење рок-н-рол, окей, тоа не е наша култура. Меѓутоа, штом една култура стане толку интернационална, тогаш станува и наша. Мојата идеја е, мене ми е драго, бендови од Сан Франциско ми барале дозвола да ја обработат мојава Gypsy Song или да ја обработат некоја друга песна. Ја имам верзии на Gypsy Song од разни бендови, од разни изведувачи низ цел свет. Да. Мислам, имам изданија американски, француски, имам изданија германски на моја музика. Мислам, Да. како ти кажам, тоа е една спора, тоа е спор воз. Тоа не можеш преку ноќ ти да ја направиш таа музика. Ама сигурен сум дека сум допринел кон популаризација и кон еманципација на таа музика. Таа музика е брилијантна и без мене. Да. Нашето народно, пред некој ден на телевизија го гледав заедничкиот мој настап со танец. Ние имавме еден проект заеднички, вау. И малку го подзаборев, и сега кога го видов пред некој ден го гледав, викам, леле, ова колку е добро. Добро е. Ние, знаеш како, сите знаеме колку е добра таа музика. Ама малку луѓе има што дрско тоа ќе го покажат. Ја мислам дека дрско сум го покажал тоа на светот. Така. Гледајте колку е ова добро. Да. Гледајте колку е добро. Кога ги спомна Словенечкиот воен оркестар, јас подготвувајќи се за овој интервју, гледав неколку видеа на YouTube. За жал не најдов добра снимка од веројатно нема, не знам, од настапот со лондонскиот симфониски оркестар. Не можеш да најдеш. Да, но аудио беше коректно и за мене беше фантастични виолинските пасажи, виолинската мелодија на Елено Керко Елено, придружено потоа со својата гитара. И тоа е она што го Значи, велиш. токму тоа, да го научиш, да ги натераш Лондон Симфони оркестра да свират по 7 смени. Знаеш кој успех е тоа? Да. Мислам, тоа е стварно, сега не зборам за не зборувам дека е ова успех за Оскар или за Греми или за црвен тепих, ама за мене лично големо достигнување и освојување на високи врвови. Така, да. Тоа се многу високи врвови. Ти си скромен, но јас морам да го кажам тоа. Овие 5 децении се исполнети со тие високи врвови. Но еве, сакам да те прашам, можеби при крајот на ова интервју, даде многу. Момчето од Тафталиџе му даде многу и даде многу на македонската музика, на македонската култура, ја афирмираше во светот. Дали ние ти вративме, дали општеството во Македонија ти врати така колку што ти даде? Ја не очекувам. Знаеш, не можеш да очекуваш реципроцитет. Ја ќе ви дам, а вие ќе ми дадете тоа. Не, јас сум ги добил сите награди што сум требал да ги добијам во Македонија. Имам државна награда 11 октомври, имам орден од председателот на Републиката, добив од 2 универзитета почесна титула доктор на науки. Па дај да бидеме малце скромни. Мислам, што јас ја да барам назад? Што да барам назад? Ако ја имам идеи, не за мене, за сите кои се занимаваат со музика и со уметност, што треба Македонија да направи. Имам идеи. Okay. Ама тоа некој званичник треба да ме праша кои се идеите. Okay, треба да ги олеснат, да им дадат живот на уметниците. Да им дадат живот со тоа што ќе укинат ДДВ за карти, за концерти, со тоа што ќе ги ослободат од данок одредени уметници, барем олеснувања даночни. Во Ирска за илустрација, колку што може да се сменет законот. Ако уметник заработи до 300-400.000 евра, е ослободен од данок. Ако надмине 300-400.000, уметник под предпоставка да живее од својата уметност. Не е она, јас сум писател, ама јас сум уредник на телевизијата и та. Не. Ако си вајар, музичар, сликар, глумец, ако живееш само од својата работа, ослободен си од конкретна помош, не за мене, јас сум пензионер, за уметниците што доаѓаат позади мене, за младиве луѓе, да им даеш стимуланс,
да им го олесниш животот, за да ствараат уметност. Да не мора сите да молат тамо пред Министерство за култура, да пишуваат молби за секој мал проект. Да. Тоа е толку недостојанствено. Ве молам, ако може, пишувам книга, да ми одобрите некои пари, да ја објавам книгата. Мислам, тоа е недостојанствено. Така, тие 2-3 евра. Замислете го Пикасо да пишува на Министерство на култура на Шпанија или Франција. Ве молам, одобрете ми да нацртам Герника. Знаеш, конкретна помош за уметноста, за културата и за уметниците. Okay. На почетокот на интервјуто е при крај само да те прашав што беше тригерот што те натера, што те сврте кон музиката во семејство во кое растеше, семејство кое е исполнето со култура, со духовни вредности, театар, музика и така натаму. Сега Јан, твојот син, е во бендот, третиот член во триото, свири со тебе и тој сега практично го живее сонот што ти го создаде, така? Он има веројатно свој сон. Он има свој сон. Секако. Јас само го приметив неговиот талент и му дадов шанса да свири со мене како многу млад. Деца беа, не само Јан. Иван Кукич, басистот. Деца беа, немаа брада која ги зема во бенд. И мислам дека изреат се уште во феноменални музичари. Да. Инаку, да ти кажам дека имам и ќерка, знам. Со која можам да се пофалам. Так. Ќерка ми Ана Стефановска е високо академски образована, доктор на науки, во моментов живее во Ирска, во Даблин, работи, направи преводи на 6 драмски текста на Горан Стефановски на италијански и објавени, 2 книги се објавени во Италија. Она е по друг пат лингвист, научник, неки е лесен, развојниот пат. Тука сум како родител, помагам на своите деца како и секој родител, се разбира. Така што, знаеш, ја не можам со сила да ги натерам било што да прават. Секој дете само ќе си го одбере патот. Наше е да им даеме малку подршка да ги надминат проблемите на кои не идуваат. Ти благодарам многу за разговорот, ми беше задоволство и особено во овој амбиент што го правиме во аудиокултура. Тука гледаме еден храм за Горан Стефановски и за Владко Стефановски, со плочите на Горан, книгите, твоите плочи се поставени Лондон Сешн. Драго ми е што сме токму тука во аудиокултура, ова станува култно место, во Тафталиџа, каде на друго место. Култно место за слушање музика, за средби, за пиење кафе и многу ми е драго, кои ќе дојдат странци, ја ги носам прво овде на кафе, се разбира. И само ги прашувам, дали во вашиот град случајно има вакво место? И сите викаат не. И драго ми е, јас сум горд што токму во мојот комшилук има вакво место. Да. Ти благодарам многу уште еднаш, се гледаме на концертот во Скопје. Живи и здрави.